Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на најновата Телма амбуланта. Пациентите со силна и упорна главоболка често се загрижани да немаат тумор во мозокот. На кој начин туморите во мозокот создаваат болка во главата и какви карактеристики има оваа главоболка? Веројатноста дека болката во глава е причината од тумор во мозокот е многу мала, но токму таква диагноза доби денешната гостинка која што ќе сподели својата приказна со оваа болест, тоа е Тамара Грчаровска, новинарка во телевизија Телма. Дали туморот во мозокот може да се препознае само според главоболката? Ќе ни појасни професор доктор Арвен Таравари, невролог од Универзитетската клиника за неврологија во Скопје. Започуваме веднаш. Кога главоболката е причина за тумор во мозокот, ќе ни појасни преку својата приказна Тамара Грчаровска, новинарка во телевизија Телма, добро познато лице од ТВ екраните. Тамара, добре ни дојде во Телма амбуланта овој пат. Најдов и благодарам на поканата. Во студиото во кое што редовно се појавуваш и ја водиш еднаш во неделата, ако не се лажам, топ тема. Да. Ти благодарам што прифати да зборуваш за сето ова, бидејќи ретко прифаќаат луѓето кои што имаат некаква диагноза да споделат со јавноста ништо поминале. Па мотивот ми беше токму тоа, бидејќи луѓето ретко зборуваат, има многу предрасуди за оваа состојба, повеќе би рекла него болест, бидејќи се решава и кај мене во отстранет туморот, така да веќе го немам, но токму предрасудите кои ги имаат луѓето за ова, дури на моменти стигма, непознаницата, стравот, ми беше мотив да прозборам, бидејќи животот продолжува, едноставно мора да се прифатат некои работи, животот продолжува и можеби со ова ќе охрабрам луѓе и можем ќе им дадам мотив дека не завршува се со диагнозата и дека ете јас после 5 месеци пак сум на екраните, нормално си го водам животот како ништо да не се случило. Се уште имам нормално некои работи кои треба да ги изодам за да бидам целосно, значи вратена во нормала, јас тоа така си го кажувам, но сепак тоа е зад мене и ете можеби ќе дадам мотив на други пациенти или други кои имаат таква состојба да го надменат тоа. Така, ова ќе биде едно охрабрување дека ова може да се надмени, да се продолжи животот по нормалниот пат, како што бил и претходно. Спомена дека 5 месеци поминале од операцијата. Што те натера да појдеш на преглед? Имаш ли некои симптоми кои што укажуваа на тумор во мозокот? Чувствуваше ли некакви главоболки? Да, главоболката беше главниот симптом кој го доживеа во почеток. Сите ние имаме главоболки. Јас постојано во ташност си носев папчиња за глава. Како и сите ние ќе те заболи глава, ќе се напиеш, но во одреден период, значи пред околу 5,5 месеци, наеднаш таа главоболка стана многу силна, траеше во континуитет 12 дена. Мислам, сакам само да направиме разлика од онаа главоболка која имаме сите на промена на време или периодично или дали не сме јадели или нешто, од онаа главоболка која јас доживеав. Јас тоа беше страшна главоболка од која континуирано траеше, значи денонокно, јас легнувам со неа, се будев со неа, не помага апчиња за глава, не помага апчиња за глава и тоа траеше, дури имав и вртоглавици, си го мерев притисокот беше нормален, не имав баш она вртоглавици и тоа ми го вклучи алармот дека нешто не е во ред, бидејќи нели сите ние завршуваме со главоболката, потоа се појави уште некои симптоми кои дефинитивно ми рекоа, мислам, ми покажа дека јас треба да одам на лекар и да се проверам дека нешто најверојатно не е во ред, дека нешто се случува. Како изгледаше прегледот? Што опфаќаше? Веднаш ли беше поставена диагнозата? Да, јас заминав на невролог, нели нормално супат со се, ме праша од која страна ме боли главата, како ме боли главата, начинот на болка, колку тоа трае. Јас си покажав, јас точно знаев од која страна ме боли. Значи само на една страна од главата беше присутна болката? Болката знаеше да се прошири на целата глава.
страшна болка, но континуирано ме болеше, притискаше како да ми пулсираше главата точно на едно место, каде што после се воспостави дека е туморот. Јас кога бев инаку да кажам на невролог, ја немав главоболка. Значи тогаш се смири. Тогаш се смири и сега ја можев и да си кажам се смири, но сепак сметав дека треба да се проверам и кратко траеше прегледот, 10 минути, значи со прашања, со симатони, нели, да станам, да ги спружам рацете, да замижам некои такви претпоставам тестови докторот кај кого бев и потоа едноставно ми даде упат за компјутерска томографија. Претпоставам веќе се сомневаше дека нешто има, кој уште веднаш компјутерот покажа дека имам промени на мозокот, потоа бев испратена на магнетна резонанца со контраст, каде што се потврди големината и делумно структурата. Потоа се детектира дали е бенигне или не, но веќе имаше во самиот наод дека се претпоставува дека е малиген тумор. Мислам, менингиома, тоа така се нарекува. Но излезе дека е бениген туморот? Да, бениген, за среќа бениген тумор и воопшто не беше мал. Не, 4 со 3. 4 со 3, кој веќе спаѓа во големи. Верувам дека има и поголеми, но веќе во категоријата на големи тумори. Тамара, како ја прими диагнозата кога ти ја кажа? Па во првиот момент би беше шок, нели нормално така ќе отворив очите, но се созедов, некако се воздржав да не знам, има луѓе, тоа е многу различно, некој ќе се расплаче, некој не знам ќе сака да седне, јас така само прашав. Стоечки. Да, јас само прашав сега, значи што треба следно да направам. Ми рекоа на магнетна дека треба да одам и потоа со резултатите најтно што е можно, бидејќи веќе на компјутерот се покажа дека е голем, да се вратам назад и да видиме што потоа. Потоа беше, нели, мораше хируршка интервенција, на што јас веднаш се согласив и прашав дали ова ќе се повлече само или нешто. Ми рекоа не, немав избор. Значи јас воопште не размислував и не барав втори мислења, не се консултирав со тројца лекари, значи како што ми кажа така и го решив, така што така го надминав и дента, морам да кажам, тоа е еден, не знам, веќе и како анегдота или така си го третирам, толку се воздржав да не изреагирам некако што јас се вратив, бев попладне на работа, се вратив. На 26 октомври беше. На 26 октомври го паметам затоа дека дента беше председателката на Европската комисија фон дер Лајен и јас бев попладнето на работа да ја следам нејзината посета дури на 6:30, тоа едно 3 часа после мојата дијагностицирање. Во живо во програма на линк. Во живо можеме да го видиме линкот. Ја бев искрено изненадена дека пише договорот со Фронтекс конечно откако со такава концентрација по една таква дијагноза да излезеш во програма. Еве можеме да го видиме линкот. Денеска за тој ден 50 минути конечно ќе се стави подпис на договорот со Фронтекс да се распоредаат европските полициски сили на добивањето на дијагнозата. Дека најверојатно, не најверојатно туку има кажа некому од некој од колегите, само на една колешка која знаеше дека дента сум на преглед и она ми се јави уште горе и кажав и кога дојдов ми рече оди си дома. Јас реков како ќе одам дома, кој ќе ја сработи мојата работа, ми рече ти си луда, мислам буквално со овие зборови. И јас само реков, ама што ќе правам дома? Мислам, сега да одам дома да плачам, мислам што ќе седам и ќе гледам во зид. Понекогаш се убави тие дистракции, малку мене тоа ми помага. Јас сум тоа е многу индивидуално, мене тоа ми помага, значи дека тоа си тече, значи јас ако седам дома и ако гледам во една точка сигурно нема да ми помогне и претпоставам дека и тој континуитет на нормалниот живот, на нормалните обврски ми помогна. Јас не кажав никому една недела, дури ни на моите дома, ни на еден помал круг на луѓе кој многу ми помогна во тој период околу да ги завршам сите обврски и потоа веќе кога се знаеше дека требам да одам на операција, тогаш соопштив што е и како е. И морам да кажам, значи од колегите многу поддршка и тука и од другите колеги, од другите редакции со кои контактирам, секако и од моите дома кои беа моја неголема поддршка. Се плашеше ли од операцијата? Читалиш ли кои се можните ризици?
Сепак, да се бидејќи чита? операција на глава, Мислам некои дека одлучува да откријат се што е поврзано со операција, други не сакаат да знаат ништо. Во која категорија Јас повеќе спаѓаш? читав, сакав да откријам што е тоа што го имам во мојата глава, тоа повеќе ме и на операција како операција, мислам ризикот се знае на секоја операција, особено на глава дека е голем. Не размислував за тоа, едноставно изборот беше дали ќе со ова ќе живеам и ќе имам последици, бидејќи ќе имав последици, така ми беше кажано дека ако не се устрани ќе имам последици, или ќе го решам. Повеќе читав што е тоа што го имам, што треба потоа да правам, како да се однесувам, што навистина ми помогна во потоа во опоравувањето, нели сите оние чекори да кажам, за да се вратиш во нормална. И јас после 2 месеци се вратив на работа после операцијата, секако со мала задршка, потоа се вратив со разбирање од колегите, морам да кажам и така. Како изгледаш операцијата? Како изгледаше текот на опоравувањето? Па тешка беше? Па да, 4,5 часа, ако не се лажам. Операцијата како операција траеше, целото е отстрането, значи успешна операција, 3 дена бев во болница, буквално врзана за кревет, бијќи имав дрен од главата, сите тие работи околу инфузија по цел ден се примаше и после, значи, во петок ме оперира, во понеделник, а кога констатираа дека дренот добро е исчистен, дека е издренирано добро, ме пуштија дома, секако со да дојдам да извадам конци, со потоа ете на првата, и сега и веќе имам прва снимка магнетна потоа како контрола. И така, и после си проложив дома со опоравувањето. Веднаш после операцијата знаеа дека е бениген туморот или имаше период на изчекување на резултатите? Па добро, околу 10 дена за да се направи на патологија, мислам дека се прави, да, и стигна после околу 10 на 12. Сам тука беше големиот притисок. Па да, иако морам да кажам дека докторите веќе претпоставува во 90% дека е бенигно според структурата, според големината, обично големите тумори такви знаат да бидат бенигни, нели бидејќи им треба време да пораснат. Иако како што прашав, ми рекоа дека најмалку 4-5 години раста за да ја достигне таа големина и потоа претпоставуваат дека е бенигна, но потоа се потврди дека е целосно, дека нема ништо и дека се е отстрането, нема остатоци. Сега ќе видиме понатака редовни контроли. И така, постои ли притисок дали можеби ќе се повтори болеста? Па да, секако дека постои, нели еднаш кога имал, кога се случило, секогаш е страво дека може да се повтори. Во почеток бев повеќе окупирана со тој размислав, се некако го останува таму некаде позади. Сметам дека редовни контроли, јас сум барем за тие работи дисциплинирана, редовни контроли, сигурно ако и нешто има, ќе се детектира, па тогаш со здравје Боже, ако нешто има такво, ќе го решавам. Значи ова е завршено и оставено позади. Да. Тоа е многу важно да се има велат како став. Да. За мене да, јас така функционирам и не можам да живеам во постојаниот страв и во постојаното дека мене нешто ми се случило. Значи ја го имав, го оперирав, го отстранив, се вратив на работа, во нормален живот, нема зошто да бидам постојано со тоа оптеретување дека јас сум имала тумор на мозок. Да, се случува. Верувам дека има многу луѓе. Јас, например, претходно не знаев никој, но сега откако ја го имам ова, одеднаш дознавам дека многу луѓе во околината имаат некој близок или имале нешто слично, така да и сметам дека не е тоа нешто што човекот треба да се, не е тоа за срамење. Мислам, ни една болест не треба да се срами човекот тоа што го добил, особено ако го надмина. И особено треба да е горд ако храбро го надминал сето ова и ако сето тоа е успешно. Имаш ли сега некакви ограничувања во однос на движењата, физичката активност и слично? Па да, тоа старт, значи никакво напрегање, никакво, например, ја по почеток имав проблеми главата повеќе да е наведнам или да се наведнам и сега не можам, например, многу да бидам наведната со главата, можам нешто да подигнам, но така има некој притисок како повеќе време сум, например, со главата наведната нешто работам. Секако физичка активност се мораше да оди полека. Јас сама си ја поместував границата колку се тоа може да биде полека, малку побрзо и понапорно, но се уште, например, не можам, мислам, да трчам или такви работи, тоа се уште ми е надворот. Но ќе биде понатаму и тоа. Не сум многу по трчањето да признам, но да, не можам така, значи кога ако пуштам малку побрз чекор, малку се чувствувам така
малку главоболки повеќе нема? Не, морам да кажам да. Ја откако се оперирав до денеска, значи имам 2 пати испиен апче за глава, пресам дека при нагли промени бидејќи сум малку метеопат како и сите ние. И така да моите апчиња сега само ги делам на колегите кога им треба, им кажувам дека ако ги боли глава да не се плашат, не мора да значи дека е тумор на глава. Како се спремаш за емисија? Се уште не одиш на фризер? Не. Да, тоа е... Бидејќи тоа дел од рутината пред влегување во студија. Да, јас обично и не одав на фризер пред това. Таква ми е фризурата што можам сама да ја средам, но уште не сум била на фризер и уште имам така една задршка од некој да ми ја чепка главата, да ми допира главата, така што еве се надевам дека сега ќе се потрудам во следниот период, така си ветив, после празниците, да ја посетам мојата фризерка и малку така да ми ја среди косата. Сега за сега сама си ја средувам, се надевам успешно. Советот од неврологот беше поточот професор Таравари кој што ќе гостува во продолжение на емисијата, смирено и полека. Да. Можеш ли да бидеш смирена со оглед на тоа дека нашата професија е врзана со доза на стрес? Морам да кажам дека професорот 3 пати ми го повтори тоа, смирено и полека. Јас само реплицирав со мојата професија, но тоа ми врати Тамара, смирено и полека. И јас сега малку се шегувам кога одам така полека, викам од тоа полека, само од дењето сега, за сега ми е полека, но се трудам, навистина се трудам да забавам малку, да послушам, бидејќи сигурно ни знаат какви, нели, попоравувањето и како се тоа оди, сигурно не ми го кажал тоа смирено и полека без причина. Сигурно има причина, ќе го но прашам во продолжение на емисијата, дали доволно само полека да се оди или мора да се биде и смирен. Ти благодарам многу за твоето присуство во Телма амбуланта, што со сите нас го сподели своето искуство со борбата со оваа дијагноза. Ти благодарам на поканата и се надевам дека малку барем помогнав на оние кои се борат со ова, дека ќе бидат похрабри и полесно ќе го надминат. Ти благодарам уште еднаш, почитувани останете на Телма. Во продолжение на емисијата ќе зборуваме за главоболките со професор доктор Арбен Таравари, невролог од Универзитетската клиника за неврологија. Професор доктор Арбен Таравари, невролог, е гостин во студиото на Телма. Професоре, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Многу од нас главоболката ја поврзуваат со тумор во мозокот. Па колку често туморите во мозокот создаваат силна болка? Односно, дали главоболката е често поврзана со овој проблем? Главоболката е најчестиот симптом поради која што пациентите доаѓаат на клиниката за неврологија. Значи, слободно можам да кажам секој втор, трет пациент кој што доаѓа на нашата клиника, еден од повеќето симптоми на сетот на симптоми е и главоболката. Меѓутоа, за среќа, 90% од главоболките се бенигни. Значи, се во тие примарни главоболки кои што не предизвикуваат потешки проблеми, да речам, и само 10% од вкупните главоболки се секундарни главоболки, кои што се причина на некоја друга болест, тумор на мозок, воспаление на мозок, воспаление на обвивки на мозок, други процеси во главата и во вратот. Така да, генерално, поголемиот број на главоболките можеме да кажеме дека се бенигни и доброчудни, кои што со добар третман и со добра соработка на пациентите имаат добра прогноза и може да се менаџираат добро. Меѓутоа, 1/10 од нив нормално се последица на посериозни болести, меѓу кои што се и туморите на мозок. Така да, вештината на докторот е многу битна и многу важна за да открие што порано да се знае кој тип на главоболка, за да се знае како да се менаџира понатаму, за да пациентот има поквалитетен живот. Има ли некои специфични карактеристики болката во глава предизвикана од тумор? Секако дека има. Ја ќе ги ставам сега. Примарните главоболки се најчесто тензионите главоболки, мигрените и кластер, кои што се многу ретки. И секундарните главоболки, реков дека се само 10%. Умешноста на докторот е во првиот преглед да разликува дали е примарна, добра главоболка или дали е секундарна, тие кои што се може да бидат покомплицирани. Има разлики. Генерално ги прашуваме пациентите какви се главоболките, во која регија на мозокот на главата се појавуваат,
дали се една половина на главата, генерално мигрените, добрите главоболки се едната половина. Тензионите се јавуваат само преку ден и тие се добри главоболки, психогени, неурогени главоболки да речам. Кластер се околу окото и секундарните се генерализирани главоболки на двете страни, некојаш повеќе на едната страна. Како реагираат на аналгетска терапија? Примарните главоболки генерално повеќето реагираат добро на аналгетска терапија. Кога пие аналгетик, пациентот кажува дека се смируваат, секундарните не се смируваат аналгетици и многу битен и важен елемент е кога се појавуваат главоболките. Сите примарни главоболки се појавуваат преку ден. Доколку пациентот ни каже дека има ноќни главоболки, дека болката на главата ги буди од сон, тогаш се веќе аларм дека нешто се случува и треба веднаш да се реагира. Меѓутоа и друг еден симптом кој што би го нагласил, би го кажал, е пациентите кои што кажуваат дека имаат и конфузност, дезориентираност, некако не можат да се концентрираат, а паралелно со тоа имаат и главоболки, повторно ни е аларм дека треба веднаш да снимиме глава, да видиме дали нешто се случува во мозокот. Значи, две работи кои што би им препорачал на сите граѓани, да речам, меѓутоа и пациенти кои што имаат чести главоболки, доколку имаат болки на глава кои ги буди од сон преку ноќ. Тоа воопшто да не се занемари, веднаш да се реагира. Веднаш да се пријават кај докторот, посебно кај невролог, и доколку имаат главоболки, а паралелно со тоа имаат дефокусирање, не можат да се концентрираат, некако заборавеност, дезориентираност, тогаш веднаш треба да се пријават кај матичниот доктор, а потоа и кај невролог и да се испита за што се работи. Нормално не е само ова, ако има температура пациентот и главоболки, тоа не упатува на воспалителни процеси во централниот нервен систем. Менингитис или енцефалит, или други воспалителни процеси, синузит, или друго нешто, или болести на очите, или на увото, кои што исто така знаат да предизвикуваат главоболки. Така да постојат повеќе елементи, симптоми кои што не упатуваат да размислуваме дали е бенигна главоболката или е малигна, која што може да се комплицира. Генерално тоа се секундарните главоболки кои што знаат на крај да завршат и неубаво, доколку се задоцни со дијагноза. Значи, клучно е да се постави рана дијагноза за да може да се реши проблемот? Секако. Ако се постави рана дијагноза на главоболката, ви велам, ако се примарни, ќе се менаџира кој тип од тие три типа на примарни главоболки и повеќе подтипови. И ако се секундарни, треба веднаш да се најде проблемот и да се реагира, бидејќи последиците може да бидат катастрофални за пациентот. Значи, доколку се задоцни со дијагностицирање на тумор на мозок, на пример, може да има последици за пациентот или може да заврши и со најлошо, доколку е енцефалит или менингит или други процеси, хеморагија на мозок, инфаркт на мозок или други процеси кои што се развиваат во мозокот, а една од симптомите е главоболката и ако не се тоа дијагностицира рано, мислам дека може да има тешки последици за пациентот. Да се задржиме сега малку на примарните главоболки, зад кои што не стои некоја сериозна причина. Вела дека почесто страдаат жените од главоболка во споредба со мажите. Има ли вистина во тоа? Точно е тоа. Значи, најчестите главоболки примарни, кои што се бенигни, добри главоболки, тоа се мигрените, кои што се околу 20% на вкупните примарни главоболки. Околу 78-9% се тензиони главоболки или психогени главоболки. И кај мигрените, почесто се жените, повеќе од 2:1 према мажите. И кај тензионите главоболки, повторно, многу почесто се појавуваат кај жените. И кластер главоболките се некаде околу 0,5 до 1%. И само кај нив почесто се јавуваат кај мажите. Тоа се автономни главоболки, така се викаат. Само овој тип кој што е во 1% од сите вкупни примарни главоболки е почесто кај мажите. Точно е вашето што ме прашавте дали е почесто кај жените.
И тензионите главоболки и мигрените почесто се јавуваат кај жените. Може би тензионите главоболки почесто се јавуваат бидејќи жените се посензитивни, поосетливи, па затоа и потпаѓаат на тие различни стресови и притисоци кои што ни се јавуваат во секојдневниот живот. Може би тоа е причината. А за мигрените веќе се знае дека хормонскиот статус која што кај жените е причина за појавување многу почесто отколку кај мажите. Разликата е дека мигрените кај мажите се јавуваат малце порано и скоро после третата декада скоро ги нема. Додека кај жените се јавуваат одма после појавување на првите менструалниот циклус и генерално имаат огромни шанси да исчезнат во менопауза, кога завршува менструалниот циклус, во менопауза. Меѓутоа ова не е правило. Кај половина од жените и после менопауза продолжува мигрената. Бидејќи таму има менопаузата е период исто на хормонски промени. Да, и се случуваат хормонски промени. Меѓутоа, генерално жените, кај мигрените кај жените доминира повеќе од 2 пати отколку кај мажите. Третманот сега не знам дали ќе збориме или за симптомите. Ќе проговориме, јас само би сакала да прашам зошто се случува да имаме главоболки кога нервното ткиво не реагира на болка? Што всушност боли? Како се создава болка? Токму така, јас би сакал прво да ја кажам дефиницијата како се дефинира болката. Значи, болката е симптом кој што е најголемиот пријател на човекот, кој што ни укажува дека нешто се случува во некое ткиво. Значи, тоа е непријатно чувство, која што алармира дека има некакви промени во клетките и во ткивото некад. Значи, мозокот точно е дека не боли ако се допира во мозокот, значи не е болно ткиво. Меѓутоа, секаде кај што има нервни завршетоци, кои што се практично сензори, тие што алармираат дека нешто се случува таму, и во ткивата, и во мозокот, постојат нервни завршетоци кои што се осетливи на болка и кои што пренесуваат одредени сигнали до хипоталамусот, кој што е примарниот центар за болка, потоа до лимбичниот мозок, па потоа и до кората на мозокот, со што често болката се поврзува и со различни психички симптоми, анксиозност, нервоза. Зошто тоа? Затоа што... Значи може да не боли глава на нервна база. Некој ќе рече многу се изнервирав и ме заболе главата. Скоро 80% на главоболките се психогени. Ние ги нарекуваме тензиони главоболки. Значи, тоа што лимбичниот мозок е од центар кој што е многу битен во психичкото функционирање на луѓето, а ги прави анализи на одредени типови на болка, ги поврзуваме често и симптомите на болка и на психички пореметувања. Психички не зборам за посериозни психички пореметувања, затоа и многу често стресот, анксиозноста, несоницата, различните нервозни состојби причинуваат тип на главоболка која што е посебна и ви велам е најчест тип на главоболка која што се појавува кај луѓето, тоа се тензионите или неврогени или психички болки, кои што ако зборите со тие пациенти веднаш ви кажуваат какви се болките. Например, мигрените и така се дефинираат како пулсирачки главоболки кои што се половина на главата, едната или другата, кај одредени пациенти па се појавуваат некојаш десно, некојаш лево. Само мал процент на мигрени се билатерални, значи обострано се појавуваат, а тензионите главоболки во однос на мигрените се како затегнување. Имаат осет обострано болка. Како главата вилат со менгеме некој да ми ја стега. Да, како да е затегната главата, обострано. Мигрените се појавуваат во серии, епизодично. Значи се појавуваат еднаш месечно, 2 пати, 3 пати месечно, а тензионите се секојдневни. И доколку зборувате со пациентите подолго ќе ви кажат и зошто се појавуваат.
Обично забележуваат што е причината. Некои велат не ги забележуваат, меѓутоа спонтано ако ги зборувате со нив, ги прашувате кога се појавуваат, секако и мигрените и тензионите најчесто се јавуваат преку ден, за разлика од секундарните главоболки кои што се преку ноќ. Ако ги прашувате дали ви се појавуваат болките предпладне или послепладне, на работа или дома, значи вие го барате проблемот. Пациенти некои кажуваат дека преку ден им се јавува кога се на работа, кога одат дома веќе немаат болка, значи не трае цел ден како мигрените 4 часа до 3 дена, така и се дефинираат мигрените. Кај тензионите главоболки ви кажуваат кај е проблемот, таму им се појавува и главоболката. Ако е проблемот на работа, ќе ви кажат дека за време кога сум на работа, 2-3 часа секојдневно имам главоболки. Одредени луѓе па имаат болки кога се дома. И тогаш знаете дека проблемот е некаде притисокот некаде се случува нешто во нивниот дом, и ако подолго разговарате со нив, во првите прашања дали е се окей на работа, доколку главоболката е преку ден, на првото прашање обично сите пациенти кажуваат се е во ред, супер сум на работа, ме третираат како што треба, убава плата, меѓу најдобрите сум на работа. Меѓутоа, доколку водите на второ, трето, четврто прашање, ќе го најдете конфликтот. Значи, нешто се случува на работа што човекот кој што има, да не речам пациент, овие се состојби, не се болести, ви кажува дека има одреден конфликт, или не може да стигне норма, или е преоптоварен, или работи како за двајца, тројца, или шефот многу често го прашува зошто одредени работи не се направени, или не може да даде одредени работи на другите со кои што работи во тимот, или не функционира во тимот. Значи, различни проблеми кои што може би, ако размислува пациентот спонтано, ќе ви каже дека воопшто не е проблем, меѓутоа во подсвеста има нешто кое што прави проблем, и нормално тоа причинува пациентите да бидат затегнати, да бидат стресот причинува затегнување на мускули. Доколку имате затегнатост на мускулите, посебно на структурите на главата, причинува и стегање на таа мускулатура. Низ тие структури поминуваат крвните садови, доколку доаѓа до затегнување на мускулите, нема убав проток низ мускулите на кои што се околу черепот, и тоа причинува болка како симптом. И доколку се дома, повторно ви кажуваат, на прво прашање ќе ви кажат дека се е во ред, меѓутоа на подпрашања со пациентите, ако се разговара малце подолго, ќе дојдете до одговорот зошто проблемите на површина. Да, има нешто што не функционира практично во домашната атмосфера, дали синот не учи, дали некој син доцни многу, дали сопругот работи многу, доаѓа доцна, и разни проблеми кои што ви велам создаваат притисоци. Подсвесно создаваат состојба во која што пациентот е затегнат и е под стрес, и сето тоа причинува некако затегнатост на мускулите околу черепот, која што причинува и намалена снабденост со крв на мускулите, која што е причина за тензионите главоболки. А професоре, зошто некои се жалат на главоболки кога има промена на времето? Еве сега има овие денови такви драматични промени. Топло е, ладно е и слично. Други пак велат при промена на исхраната, кога држат диета, чувствуваат главоболки, или пак главоболки им се јавува кога ќе конзумираат одреден прехранбен продукт. Токму така, постојат одредени типови на примарни главоболки кои што се многу ретки, екстремно ретки. Сите вкупно се околу 0,5%. Меѓутоа, има такви карактеристични главоболки. Ние ги нарекуваме метеоропати, луѓе кои што реагираат лошо на промени на времето, температурата и атмосферскиот притисок. Постојат и одредени тригер фактори кои што се појавуваат не само кај мигрените, меѓутоа и кај други типови на главоболки, при користење на одредени прехранбени продукти на кои што постои некаква одбојност на организмот која што причинува да се појави главоболка кај луѓето, или одредени ситуации, исто така, одредени состојби кои што знаат да причинуваат, меѓутоа се екстремно ретки, и на тие пациенти секогаш им велиме тоа што тригерира болка кај вас
внимавајте на таа храна. Обично се протеински прехранбени продукти, посебно одредени аминокиселини кои што знаат да бидат тригер фактор за појавување на главоболка кај пациенти, и тие се примарни, да речам, добри главоболки кои што може да се третираат. Доколку пациентите внимаваат, сега на времето не може да внимаваат, меѓутоа тој ден им велиме да бидат повнимателни, да не излегуваат, ако користат одредени медикаменти кои што се да речам анксиолитици, влијаат многу подобро отколку ако користат аналгетици. Генерално и тензионите главоболки, доколку им кажеме на пациентите, значи стресни главоболки, доколку им кажеме користите аналгетици, велат дека нема некаков ефект на аналгетици. Меѓутоа, доколку им кажете користете некој анксиолитик во ниски дози, средство за смирување, што практично не е анксиолитик колку што е миорелаксант. Значи ги релаксира мускулите, кажуваат пациентите дека на парацетамол, на ибупрофен или на друг аналгетик не реагира добро, меѓутоа на диазепам или бромазепам или алпразолам, кои што се лесни анксиолитици, има фантастичен ефект. После тоа тие комплетно исчезнува главоболката и ние практично и диагностицираме дека се работи за миорелаксација, дека пациентот се опушта и веднаш главоболката исчезнува. А зошто се случува да се јави главоболка откако ќе се напиеме неколку чаши алкохол? Или некој се жала дека кога ќе запала цигара, ако се препушат, значи, премногу цигари спушили, исто дека имаат главоболка? Да, значи во тригер фактори кои што најчесто ги спомнуваме, најчесто кај пациенти кои што имаат мигрена, во тригер фактори се пушењето, пиењето алкохол, места кај што има многу светло, места кај што има многу звук, неспиење, предолго спиење, користење на одредени прехранбени продукти кај што има аминокиселината тирозин, најчесто се спомнува, меѓутоа не е само тирозинот. Постојат и други аминокиселини кои што знаат да тригерираат главоболка. Патофизиолошките меанизми и не се објаснети, меѓутоа мислам дека супстанциите кои што ги содржат тие продукти, без разлика дали е алкохол или е никотинот или е друга некоја аминокиселина, знаат да бидат како причини за да се појавуваат главоболките почести. Затоа луѓето кои што знаат дека тоа им е слаба точка, добро е да внимаваат и што помалку да ги користат тие прехранбени продукти или генерално продукти кои што можат да тригерираат кај нив болка. А со пациенти кои што имаат мигрена, од првиот преглед, кога ќе диагностицираме мигрена, јас обично им кажувам на пациентите дека добро е да ги знаете тригер факторите. Факторите кои што можат да ви причинуваат почести мигренозни напади. Значи самите да препознаат, да си направат анализа. Не само да препознаат, меѓутоа добро е сите овие тригер фактори кои што се да внимаваат, да не спиете предолго, меѓутоа и да не легнувате доцна и да станувате рано. Кај што има задимени простори, внимавајте. Не е препорачливо користење на цигари. Алкохол внимавајте што поретко или воопшто да не го користите. Кола, например, е стимуланси на централниот нервен систем. Такви пијалоци да се внимаваат. Да. Енергетски пијалоци добро е да внимаваат. Потоа одредени продукти кои што содржат во себе одредени аминокиселини кои што може да бидат тригер фактор. Сирењето, например, има доста кашкавал, треба да внимаваат. И ги кажуваме овие фактори кои што можат да тригерираат мигренозни напади, меѓутоа и други примарни главоболки, за да внимаваат што поретко да ги користат. Ја не им велам дека вие забранете ова, меѓутоа избегнувајте. Доколку некогаш дојдете во ситуација мора чашка вино да се пие, нека се пие, меѓутоа да не биде повеќе. А дали некогаш лошиот вид може да доведе до главоболка? Апсолутно. Значи најчесто кај децата, иако јас не работам со деца, работиме со деца после 14 години, меѓутоа не се случуваат и деца да дојдат на 15, 16, 17 години, кои што имаат страшни главоболки, претежно во предниот дел на главата и во слепоочниците. Никогаш не помислуваме кај децата дека може да има секундарна главоболка, со значи крварење во мозок, енцефалит, менингит
или тумор на мозок, првото што помислуваме се анемијата, која што е многу често причина за главоболка. Тоа е снижено ниво на железо или слабокрвност. Второ, проблеми со гледањето, значи диоптријата, не носат на очари, нон-стоп им се мускулатурата затегната на очните, а тие често пишуваат, читаат и сето тоа е дополнителен напор за мускулите околу очите, посебно и во слепоочниците. И најчесто проблемите со тироидната жлеза, кои што се три најчести причини за главоболки, посебно кај деца, така да видот не само кај децата, и кај повозрасни луѓе кои што не се прегледали за очите, меѓутоа често преоптоварувањето на мускулите на очите може да предизвика главоболка, која најчесто ви велам се во регионите во предниот дел, во челниот регион на главата. Затоа секогаш треба и да се исклучат овие причини. Значи, кога разговараме со пациентите, добро е да ги прашаме други болести, дали имате посебно анемија, тироидна жлезда, со очите, дали носите наочари, дали се се прегледали. Повозрасните проблемите со забите, со вилиците, обично носат мостови, па воспаленија им се случуваат. Може ли тоа да е причина за болка и во главата? Многу ретко, екстремно ретко, иако тригер фактор може да биде за неуралгични болки, вадење на зап или пломбирање на некој зап. Веќе тогаш се работи за неуралги кои што не спаѓаат во групата на главоболки, меѓутоа спаѓаат во групата на болни синдроми. Болка на одредено место на лицето или одредена регија на главата. Значи тоа е најчесто на тригеминалниот нерв. Тригеминалниот нерв се вика бидејќи има три гранки, мандибуларна на долната вилица, максиларна на долната вилица, на горната вилица и офталмична на регионот на околу окото. Вела дека се многу силни тие болки, многу болни. Да, така пишува низ книгите дека најлоша болка е тригеминалната болка, од сите типови на болка. Тоа се болки кои што се континуирани, кои што не престануваат, меѓутоа генерално повеќето реагираат добро на терапија и има одредени за жал неуралги кои што се бенигни апсолутно. И има одредени неуралги кои што ги исцрпуваат пациентите, бидејќи хроничната болка веќе предизвикува и психијатриски симптоми, психолошки симптоми, кои што за пациентите, освен терапијата што ја даваме за болка, даваме и одредени антидепресивни лекови, бидејќи тешко е да се живее континуирано, зборам за 3 месеци, 6 месеци, една година со континуирана болка. Тоа е многу тешко за пациентите. Така да терапевтски овие континуирани болки се третираат генерално со антиконвулзиви. Иако често студенти и специјализанти ме прашуваат антиконвулзиви како влијаат на болката, тоа се фантастични не сите, меѓутоа повеќето се фантастични аналгетици, кои што на централно ниво влијаат на растење на прагот на болката. Зошто не ги користиме антиконвулзивите, антиепилептици, тоа се болки за лекови за епилепсија? Прашуваат зошто не ги користите, бидејќи се прескапи и имаат многу повеќе нус ефекти отколку обичните аналгетици, бидејќи ние секогаш одиме кон тоа да направиме кост-бенефит анализа на сите на аналгетиците и најчесто препорачуваме тие кои што се најмалку штетни за пациентите, а најмалку штетни се нестероидните антиинфламаторни лекови и најчесто нив ги препишуваме како прва линија на терапија за бол. Професоре, кога ќе дојде некој пациент со главоболка кај вас, успевате секогаш да ја најдете причината што довела до проблемот? Никогаш не може да се каже дека секогаш погодуваме од прва дијагноза, меѓутоа многу е битно, барем ние како невролози, прво да знаеме дали е примарна или секундарна. Ако сме нашле која е дали е примарна, дали е секундарна, барем да се доближиме до дијагнозата. Во повеќето случаеви и се поставува дијагноза од првиот преглед, меѓутоа некогаш ни требаат и дополнителни испитувања за да исклучуваме одредени други болести и за да стигнеме до крајната дијагноза.
Не случајно, некогаш и не сме сигурни во себе и не сакаме да ризикуваме, бидејќи се работи за здравје на пациентите, кое што е пред се и над се за нас докторите. Бараме од пациентите да направат одредени лабораториски испитувања и неуроимејджинг испитувања, компјутер или магнетна, или електроенцефалографија или друго испитување, за да дојдеме до конечната дијагноза. И откако сме стигнале до конечната дијагноза, тогаш ни е многу лесно. Тогаш веќе знаеме какво е менаџирањето терапевтско понатаму. Веќе споминавте дека различни состојби и различен начин на третман бараат. Дефинитивно. И не секогаш, да бидам искрен до крај, не секогаш успеваме сите пациенти да ги третираме успешно до крај. Што доколку не се пронајде причината, пациентот има упорна главоболка? Екстремно ретко се случува, екстремно ретко ни се случува случај да не можеме дефинитивно да изнајдеме решение. Некогаш и не стигнуваме до дефинитивна дијагноза, меѓутоа терапевтски реагира добро пациентот. Велам, испитувањата кога ги правиме, ја избегнувам да направам испитувања многу. Кога сме сигурни за нешто, третираме така. Меѓутоа, кога ќе направиме испитување, исклучуваме дека не е малигна главоболка, не е секундарна, потоа во примарните некои и се преклопуваат. Не секогаш имаме чиста дијагноза, ова е само мигрена. Често се случува мигрената да биде пропратена со тензиона главоболка или мигрена заедно со кластер главоболки или мигрена или тензиона главоболка со нешто друго, со неуралгија. Така да многу е битно тогаш пациентот клинички да биде подобар. Значи, он да биде задоволен, да нема болки, а во меѓувреме од испитувањата знаеме дека не се работи за нешто сериозно и страшно што може да биде за пациентот. И на крајот за нас е битно пациентот да биде задоволен, да има поретко и помалку главоболки. Секогаш тенденцијата при лекување, посебно на примарните главоболки, е пациентот да нема секојдневни болки, да има поретки. Нормално, крајната цел ни е никогаш да нема главоболки, меѓутоа многу ретко стигнуваме до тоа да пациентите кои што имаат предиспозиција да имаат главоболки, да успееме да го решиме тотално да нема никогаш главоболки и сме искрени со пациентите, им кажуваме дека бидете подготвени, нашата крајна цел е вие да имате што поретко и времетраењето на тие главоболки да биде што помалку. Колку често се јавуваат на Универзитетската клиника за неврологија лица со главоболки кои што бараат решение на проблемот? Ви кажав, најчестите пациенти, најчестиот симптом на клиниката е болката. Обично доаѓаат со болка, така? Да, апсолутно. Можам да кажам, секој втор пациент има некој тип на болка. И генерално пациентите се со, не велам само главоболки, туку и долногрбна болка, и неуропати, и неуралги. Сите овие се во тој склоп на болни синдроми. Меѓутоа и главоболките се релативно чести, ви велам тензионите посебно. Посебно овој период после пандемијата, главоболката е, ви велам, можеби многу почеста отколку во периодот пред пандемијата. Дали сето тоа се должи на таа васкуларна патологија која што беше една од главните последици на COVID инфекцијата, меѓутоа секако и во главоболките основната причина се крвните садови. Да знаете дека и пандемијата и ковидот, главната цел на ковид вирусот, онаа што највише ги оштетуваше беше ендотелот на крвните садови и сите типови на главоболки, ако ги анализирате, започнуваат и завршуваат со одредени патофизиолошки механизми кои што се случуваат на ниво на крвните садови, посебно изразени во регијата на мозочните структури. Така, значи можно ова зачистеност на главоболките да се должи всушност и на ова сега што го опишавте, може и на самиот стрес што го живеевме во тој период. Можеби, меѓутоа дефинитивно се должи и на патологијата која што ковид инфекцијата и направи на крвните садови, посебно на ситните крвни садови на мозокот.
Во првиот дел од емисијата, кога разговарав со Тамара, таа ми спомна дека добила од вас совет смирено и полека. Колку често им давате ваков совет на вашите пациенти, да бидат посмирени? Па најчесто, ви велам, најчесто пациентите, ја секоја среда продолжувам, прегледувам пациенти на клиниката за неврологија, во одделот за неврофизиологија. Прегледувам по околу 40 до 50 пациенти секоја недела и ви велам, сигурно 20 до 30 од тие пациенти се со различни типови на главоболка. Генерално на сите им советувам дека посебно на тие што имаат тензиони главоболки, меѓутоа и мигрени, а мигрените и тензионите главоболки заедно се околу 97-8% на примарните главоболки, дека треба смирено, треба полека да ги анализираат и да ги прифаќаат различните состојби кои што се случуваат во секојдневниот живот. Иако искрено тоа менаџирање на стресот, тоа е повеќе некако вродено, меѓутоа и едукација од семејството. Некои луѓе се поосетливи, посензитивни, другите некако се пофлексибилни, пофлегматични и понекако успеваат да ги менаџираат различните типови на стресови. Меѓутоа, добро е да им се каже на пациентите, посебно со тензиони главоболки, како да успеваат и како да се справат со стресот. Не дека ќе им кажеме па ќе успеат сигурно, меѓутоа сите ние треба на ум тоа. Сите ние треба да се обидуваме, да. Подсвеста е работа која што не можеме да ја контролираме, меѓутоа можеме да влијаеме. И секогаш ситните убави работи кои што ни се случуваат во животот се најубавите дестресирачки работи со кои што можеме да го намалиме стресот. Значи, убави ситни работи кои што можеме да ги приуштиме на себе. Некојаш мислиме дека тоа се небитни работи, но меѓутоа верувајте, тоа влијае многу на нашата подсвест. Така, небитните работи некогаш очигледно се многу битни. Да. Професоре, ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта. Имавме предвидено повеќе прашања, но имаме малку време, никогаш доволно простор за да опфатиме се што планираме, но секогаш постои можност за уште едно ваше гостување. Ви благодарам на поканата, ви благодарам на можноста, ми беше чест и задоволство. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Ви посакувам пријатен ден.